По барање на жителите од најголемата населба во градот Усова Чешма, каде што живеат над 8.000 жители, општината Кочани во соработка со автопревозникот Автоатом од Кочани ги зголеми линиите на градскиот јавен превоз. Градскиот превоз за улица Искра во Усова Чешма, како што на предлог на вас советниците направивме измена и во населбата Оризари, ќе го разгледаме заедно со превозникот дали има услови. Мислам дека сега после асфалтирањето на овие улици има услови, ќе го разгледаме и заедно со него ќе, ако има услови, ќе го прифатиме, односно градскиот превоз ќе го воведеме и таму. Барањето на жителите од населбата Усова Чешма, општината го прифати и веќе од 15 март со пробен период од 3 месеци ќе се воведе линија на градскиот сообраќај и во населбата со 3 автобуски постојки. Со превоз ќе бидат опфатени жителите од улиците Македонска 1, Македонска 2 и Руен. Според информацијата која ни пристигна од пресслужбата на општина Кочани, општината прописно ќе ги одбележи наведените постојки со сообраќајни знаци и ќе го постави возниот ред на сите постојки. Да кажеме и тоа дека интересот за превоз со градскиот јавен превоз во Кочани од година во година се зголемува. Автобускиот градски превоз кој беше воведен во декември 2013 година. Во 2014 година истиот го користеле 1000 патници, додека во 2015 година бројот на патниците достигнал 1400. Општина Кочани во патничкиот билет партиципира по 10 денари за сите релации во кои се опфатени населбата Оризари, градското подрачје, месноста Бавчелук и индустријската зона. Граѓаните билетот на сите релации ги чини 10 денари.